Дали имаме опасност од пожари, дали сепак можеме да се справиме со нив, доколку и постои таква можност? Ке разговараме на оваа тема, линковско вклучување во утринската програма Добро утро секој утро со нашата колешка Ивана Крсевска-Јановска, која што ќе разговара со Стојанче Ангелов токму за ова што јас сега го кажав. Добро утро, Ивана, и очекувам разговорот да биде добре дојден за сите нас, оглед на тоа дека имаме високи температури и секогаш постојат опасност од пожари, но и од човечкиот фактор. Така ли? Да, така е, Слободанка. Добро утро до тебе, добро утро и до сите гледачи на нашата утринска програма. Како што се зголемуваат температурите, така се зголемуваат нели и опасностите од настанување на пожар, па така што за она што кое што ќе зборуваме во продолжение викендов имавме можност да видиме како беснеат навистина големи пожари низ суседна Албанија и Грција. Во суседна Грција беа регистрирани само за време на викендот повеќе од 50 пожари, па како дали можеме да се справиме ние со пожарите, но и како треба да реагираме кога ќе настане пожар и како да не предизвикаме пожар. Ова утро ќе разговараме со директорот на Центарот за управување со кризи, Стојанче Ангелов. Ќе ви посакам добро и убаво утро. Во утро се наоѓаме на Средоводно, каде што нели е излетничко место и луѓето во жешките летни денови наоѓаат спаснели од горештините тука, па како да не предизвикаме пожар. Најпрво да ви се заблагодарам за можноста да гостувам во вашата утринска емисија. Поздрав до сите ваши гледачи. Јас би кажал дека безмалку сите граѓани се исклучително одговорни и безмалку да немаме граѓанин кој што предизвикал пожар. Пожарите пред се ги предизвикуваат неколку категории. Се разбира, пак ќе кажам, на граѓани, но луѓе кои што имаат специфични професии од кои што живеат, и тоа пред се земјоделците, сточарите, но и некои други професии кои што се поврзани со оган или со алат кој што искри. За жал, најголем дел од пожарите се предизвикани од палење на стрништа, односно остатоци од житни култури или меѓи или сечени прачки од лозја или било каков остаток од вегетација кој што се исушили земјоделците или граѓаните кои што имат можеби некој нива, можеби не толку голема нива, зависи дали ќе ги сврстиме во земјоделци, ако некој има нива од 1 или 2 декари, но палеки ги прачките или меѓите на ивицата на нивата, потоа пожарот може да помине кон блиската трева и отаму да замине во шума. Оваа година пожарите беа многу изразени во текот на зимските месеци, што е несвојствено. Во февруари и март имавме огромен број на пожари, бидејќи вегетацијата беше сува, немаше врнежи. Сега оние врнежи кои што ги имавме последните денови малку ја раззеленија веќе за вегетацијата која што започна да се суши, ја зголемија низината влажност и ги намалија пожарите, така што бројот на пожари до сега е некаде околу 90 во јули, што генерално не е мала бројка, но во оваа бројка ги внесуваме и депониите, бидејќи имаме еден голем проблем со депониите. Верувам дека еден добар дел од вашите гледачи имаат непријатни искуство со депонии, особено дивите депонии, кои што се самозапалуваат од гасовите кои што се создават со гниењето на отпадоците во депониите, и потоа се многу тешки за гасење, затоа што пожарникарите колку и да истурат вода, депониите не се гасат, туку е потребно истите да бидат најчесто затрупани со поголем слој на земја за да престанат да горат. Значи, одговорот на вашето прашање, граѓаните кога се наоѓаат во природа, но не само во природа, и например имаме специфични случаи кога граѓани од некои селски средини, значи од некои наши преубави македонски села, од викенд населби, впрочем и голем дел од нашите села, дел од жителите ги користат како викенд населби, односно не живеат во тие куќи, идат само за викенд. При тоа вегетацијата доаѓа буквално во самите дворови на куќите, на викендиците, и кога тие палат оган да направат скара или било што друго, имавме неколку случаи минатото лето огнот да побегне од контрола и да тргне кон блиските шуми. Така што упатувам апел особено до луѓето кои што овде е природа, затоа и може да се забележат муви кои што вашите гледачи не можат да ги видат. Но треба да бидат внимателни при одење во викендици, при одење во природа. Фрлањето на отпушоци не треба да биде. Отпушоците не треба да се фрлаат на трева. Самите
планинарите тоа го знаат и не верувам дека било кој совесен планинар ќе се дозволи да фрли отпушок на земја. Носат обично во некое мало шишенце вода, таму ги гасат отпушоците од цигари. Фрлањето на отпушоци од цигари од возило во движење може да биде многу опасно, особено ако покрај самиот пат не е исчистено, ако има трева која што веќе е сува, но наредните неколку недели состојбата значително ќе се влоши од аспект на горливост на материјалот. Исто така треба да бидат внимателни занаетчиите или граѓаните кои што работат со алат кој што искри. Било какво сечење на метални површини создава искрење кој што може да предизвика големи пожари. Сме имали вакви примери на пожари. Исто така апелирам до граѓаните да не фрлаат стаклени шишиња, односно апелот е да не се фрла никакви отпадоци во природата, но стаклени шишиња, иако многу ретко знаат да се однесуваат како лупа под одреден агол кога сонцето паѓа врз стаклено шише, тие може да го фокусираат сончевиот зрак и да предизвикат палење на сува трева, бидејќи имаме и вакви примери. Исто така имаме како еден од причинителите лабави жици, ние веќе и до Евана и до МЕПСУ испративме барање да извршат проверка на затегнатоста на жиците, така што ако граѓаните, особено во неурбаните средини, во селата, во викенд населбите каде што има послабо движење на луѓе, забележат искривена бандера, опасноста не е само таа бандера да не падне, туку таа прави мев на жиците, при дување на ветер жиците се допират и искрат. Веќе и минатото и предминатото лето имаме сведоци кои што тврдат дека искрите кои што паднале од жиците предизвикале сериозни пожари затоа што паѓаат врз сува трева, а како што реков и викенд населбите и селата кои што се би рекол безмалку напуштени или во нив живеат по неколку возрастни луѓе, тревата од природата влегува во самото село. Значи порано селата кога биле живи, кога имало повеќе луѓе, имало низ нив патишта, бавчи скопани, значи трева немало, а сега буквално од надвор, од шумата или од полето, огонот може да влезе во селото. Како да се справиме и доколку надалеку имаме пожар? За почеток граѓаните треба веднаш да се јават на бројот 112, откаде што нашите оператори ќе известат најблиската територијална противпожарна единица. Ако огнот е мал, граѓаните треба да се обидат да го изгаснат, но при тоа истите да не се изложуваат на опасност. Но некојаш ако граѓаните имаат на себе соодветни обувки, ако почне с мала трева, може едноставно да истапкат и да престане. Или нешто за што во јавност има доста шеги на моја сметка, кршење на гранка и мафтање. Ако зборуваме за трева, се разбира, не кажав дека граѓаните не треба да прават скара во природа, мислам тоа веќе сите го знаат, не би го повторувал, не треба да палат оган на отворено, бидејќи опасноста од пожари е голема, затоа што на еден начин ако граѓаните почнат да предизвикуваат пожари, ние ќе треба да ја разгледаме мерката за забрана за движење во природа, односно во шуми. Јас лично сум противник на оваа мерка и сметам дека водно цело лето треба да биде отворено за сите луѓе, за туристите и за граѓаните, бидејќи ние на водно и немаме пожари. Сите кои што се искачуваат, или безмалку сите би рекол, се исклучително одговорни, додека имавме минатата година пожар од задната страна, од насоката на Соња, но тоа веќе се работи за населено место. Да, ви благодарам, Стојанче, на сите овие прашања кои што ни дадовте одговор. Се надевам дека допревме до голем број на гледачи до публиката и дека ќе ги имате, нели, сите овие совети во глава кога се движите низ планините, каде што секако опасноста за пожари, нели, е поголема, особено кога станува збор, нели, за овие жишки денови кои што ни престојат и кога се наоѓаме во портокалова фаза.